Ви благодариме што сте со нас. Почнуваат вестите на Канал 8. Во рамки на првиот круг од изборите за председател на државата, еден ден порано од регуларниот термин гласаа болните и изнемоштени лица. Во 4 општини од регионот имаше вкупно 275 пријавени. Првиот круг од гласањето за председателските избори во државата го почнаа болните и изнемоштени лица, како и оние кои се на издржување затворска казна. На државно ниво, вкупно 6935 граѓани се пријавиле како болни или немокни и го остварија своето право на глас во домовите. Претходно до општинските изборни комисии доставиле известување за својата здравствена состојба потврдена со соодветна документација. Во 4 општини од регионот, Кочани, Виница, Зрновци и Чешиново Облешево, имаше пријавено вкупно 275 болни и изнемоштени лица. Овој број е за околу 1/5 помал во однос на последните локални избори. Најголем број пријави, вкупно 172, беа доставени до Општинската изборна комисија во Кочани. Оттаму информираа дека во текот на денот сите пријавени го оствариле правото да гласаат. До истекот на терминот за пријавување пак во Општинската изборна комисија во Виница беа поднесени вкупно 62 пријави од болни и изнемоштени. При проверката на пријавите беше утврдено дека едно лице воопшто не е запишано во избирачкиот список, иако имало уредна документација, поради тоа не можеше да го оствари своето избирачко право. Во општина Чешиново Облешево пак беа поднесени 31 пријава, додека во Зрновци 11 од болни и изнемоштени лица. Сите тие го остварија своето право на глас. Оштетување на гумената брана кај селото Грдовци забележале вработените во водостопанската подружница Брегалница. Преградата била намерно исечена поради што дошло до празнење на акумулираната вода. Вработените во водостопанската подружница Брегалница регистрирале ново намерно оштетување на гумената брана кај селото Грдовци, што се користи за зафаќање на водата од реката Брегалница и наводнување на околните оризови ниви. Непознат сторител со остар предмет ја исекол гумената обвивка во должина од околу половина метар, пошто дошло до истекување на акумулираната вода и празнење на помошниот канал од водозафатот. Во тек се активности за санирање на оштетувањето на гумената преграда, но постапката е оттежната поради зголемената количина вода. Одговорните технички лица за одржување на каналската мрежа на подружницата Брегалница информираат дека во изминатите неколку години гумената преграда повеќе пати била оштетувана. Се работи на лепење на самата гума, бидејќи за 7 дена имаме 6 обиди за сечење на истата и истите мораме да ги санираме. Воспротивно, во прашање ќе биде наводнувањето на околу 100 хектари оризови површини. Ова не се случува секоја година, односно за 33 години колку што е стара гумената преграда, имаме 40 лепенки. Што значи дека некој го намерно прави ова, дали сега да наштети на населението од село Грдовци или на нас, не можеме да знаеме. Ние во моментот пријавивме во полиција како со кривична пријава за непознат сторител и планираме да ангажираме и посебна служба за зачувување. Подготовките за пуштање на водата во овој дел од атарот на Грдовци биле завршени, но полнењето на оризовите ниви е одложено за неколку дена. Водата требаше да ја пуштиме на 19-ти, тогаш и подигнавме гумената преграда, кога прв пат видовме дека на 2 места е пресечена, истата го залепивме и тоа е за 2 дена, 3, уште на 3 места. Па материјалната штета не е голема, и тоа е многу тешка постапката за да се санира и за да се залепе. Треба многу луѓе, треба посебна техника и доколку не го направиме тоа, навистина ќе претрпиме голема штета. И ние како фирма, а и самите земјоделци. Вработените во водостопанската подружница очекуваат дека ќе се нормализира состојбата со наводнувањето за да се избегне прекинот на сеидбената сезона во овој регион. Исто така, ќе се избегне и сушување на нивите кои веќе се посеани со ориз. При тоа очекуваат државните институции да го откријат сторителот на оштетувањето и да преземат соодветни законски мерки.
Локалната самоуправа на Виница објави јавен повик за членство во локално собрание на млади. Заинтересираните лица документацијата треба да ја достават во канцеларијата на архивата или по пошта. Локалната самоуправа на Виница го објави јавниот повик за членство во локално собрание на млади. Право на учество по огласот имаат младински организации, организации за млади, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување, кои не мора да бидат регистрирани во општината, но мора да имаат активности на територија на општина Виница. Заинтересираните лица кои ќе поднесат пријави до општина Виница треба да номинираат своји членови, делегат и заменик делегат заради спроведување на постапката утврдена со Законот за младинско учество и младински политики за формирање на локален младински совет. Номинираните членови треба да се жители на општина Виница и да се на возраст од 15 до 29 години. Потребни документи кои треба да ги достават се пријава за номинација на делегат и заменик делегат, портфолио на организацијата, групата или здруженијето, кратко мотивацијско писмо, како и изјави за согласност за користење на личните податоци и согласност од номинираните лица за прифаќање на номинацијата. Документацијата лицата може да ја достават секој работен ден во периодот од 8 до 16 часот во канцеларијата на архивата на општина Виница на улица Бел Камен, број 13 или по пошта. Крајниот рок за поднесување на пријавите е до 2 мај. Во општина Виница почна асфалтирањето и реконструкцијата на повеќе улици во градот и населените места. Средствата за реализација на градежните активности се издвоени од буџетот на општината. Во општина Виница почна асфалтирањето, реконструкцијата и рехабилитацијата на повеќе улици во градот и населените места. Во селото Трсино веќе се одвиваат градежни работи, пошто ќе следи асфалтирање на 3 улици. Според договорот кој е склучен се предвидува во рок од 8 месеци да се изврши асфалтирање на улици во селата Црн Камен, Градец, Липец, Блатец, Пеклени, Трсино, Лески, како и реконструкција на улиците Славчо Стојменски, Климент Охридски, Стив Наумов, Раде Кончар, Даме Груев, дел од улиците 4-та македонска бригада и Јане Сандански во градот. Со договорот е предвидено и дополнителна рехабилитација на други коловози и темелно крпење на ударни дупки во вредност од 14 милиони денари. Вкупната вредност на договорот е 45 милиони денари со вклучен данок на додадена вредност. Средствата за реализација на градежните активности се обезбедени од буџетот на општина Виница. Тим од доброволното противпожарно друштво Кочани учествуваше на меѓународни противпожарни игри во Марачана, Република Хрватска. Освен од државата, присуствувале и пожарникари од Србија и Словенија. Тим од доброволното противпожарно друштво Кочани учествуваше на меѓународните противпожарни игри Марачана 2024, што се одржаа во Република Хрватска. Кочанските доброволци се надпреваруваа со колеги од 7 доброволни противпожарни друштва од Србија, Македонија и Словенија и со тимови на професионалната противпожарна единица од Пула. Од доброволното противпожарно друштво Кочани истакнаа дека настанот што бил во организација на доброволното противпожарно друштво на општина Марачана за нив представувал големо искуство, а и можност да се запознаат и дружат со колеги од повеќе доброволни друштва. За кочанските доброволци, надпреварот во противпожарните игри беше втор настан, откако минатата година учествуваа на меѓународниот надпревар пожарникарски предизвици во Петроварадин, Република Србија. Надпреварите имаат за цел размена на искуства и идеи помеѓу доброволните пожарникарски друштва, подготвеност за делување во делокругот на својата работа и подигање на тимскиот дух, што е водилка на доброволците волонтери во друштвата. Трето место во екипна конкуренција освоија членовите на борачкиот клуб Спартак Кочани на државното првенство во борење за пионери и пионерки U15, што се одржа во Штип. 15 членови на боречкиот клуб Спартак
учествуваа на државно првенство во борење слободен стил U15 за пионери и пионерки, што се одржа во спортската сала Јордан Мијалков во Штип. Кочанскиот боречки клуб во екипна конкуренција го освои третото место, а во поединечна борачите освоија 10 медали, односно 2 златни, 3 сребрени и 5 бронзени. Златни медали освоија Јован Илиев и Филип Ангелов, сребрени Стојана Митева, Христијан Илиев и Даријан Павлев, а бронзени пак освоија Славица Митева, Едис Билалов, Павел Темелков, Матеј Максимов и Андреј Коцев. Тренери кои ги предводеа кочанските представници беа Зоран Сребренов, Владко Соколов и Иван Јанев, а судии на државното првенство од Кочани беа Игор Христов и Гоце Ангелов. Настанот беше во организација на Боречката федерација на Македонија, а со техничка поддршка на боречкиот клуб Балканец од Штип. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и ови вести на Канал 8. Останете понатаму со нашата програма. Довидување.